Почитувани, во чест на 2 август, ова видео ќе го посветам на едукативните аспекти, позитивното действување, на вистинските вредности и што треба да направиме за да го хармонизираме собствениот живот, но воедно и да создадеме предуслови за една среќна заедница. Овој извадок е од мојата книга Излез од криза и со оглед што ние повеќе деценијски се соочуваме со криза, да видиме што може да научиме од овој текст кој е со наслов Извртени вредности. Дали современиот човек научи да живее на смирен, трпелив, продуковен начин или постојано е во трка со времето, парите и материјалните добри? Современиот човек, како да не научи да живее смирено, трпеливо, продуховено и да ги следи начелата на етиката, туку како да е во се поголема трка за предавање на ниските страсти, парите, могта и површното користење на своето слободно време. Во обсесивната ориентираност кон милидите нешта, многу од луѓето не покажуваат интерес за вистинските вредности. Не наоѓаат мотив за духовно хармонизирање, опуштено живење, исцелување на душата и ширење на позитивната енергија. Водени од тенденцијата, што повеќе, што побрзо и што повисоко, тие во преден план ги стакнаат собствените егоистички стремежи, материјализмот и потребата за остварување висок статус во општеството. Во името на славата, парите, могта, важноста и виденоста не се бираат средства како да се оствари целта и да се постигне тоа што се посакува. Етиката, верноста на должноста, одговорноста и чистиот образ се повеќе се маргинализираат и се сметаат за непотребни или помалку важни. Клучно е да се реализираат целите без оглед дали тоа подразбира манипулирање на јавноста, одработување за нечестивите и наметнување лажна слика на честност, вредност и посветеност. Таквиот пристап предизвика неморалот, лагите, негативизмот, колективната конфузија и општествената апатија да станат стил на живење и систем на управување кој се заканува се да турне во амбисот. Главното прашање со кое секој самосвесен поединец се соочува е дали постои можност мирот, правичноста, правдата и вистинските вредности да бидат устоличени на овие простори. Одговорот е дека тоа тешко ќе се случи доколку продолжиме себично, неодговорно, алчно и неразумно да се однесуваме и предност им даваме на собствените тесни интереси. Системот на извртени вредности меле се пред себе си. Работејќи според законот на манипулацијата, егоизмот и фреквенцијата на ниските етички вибрации. Затоа, не треба да не чуди што со децении сме подјармени од просечните, неинвентивните, алчните и неспособните, кои можете добро пливаат во водите на матното и скоро секогаш успеваат да се излечат од лавиринтите на правото и правичност. Последиците од таквите состојби се губење на колективното чувство на сигурност, но и доверба во институциите на системот и во невладините организации. Обсесивната потреба за оцелување во странство, наезда на разводи, опаѓање на наталитетот, девалвирање на моралот и воведување погрешни мерила на вредност, што е семејство и како тоа треба да изгледа. Значи, сите овие аномалии сериозно се наметна врз македонскиот народ и мора да бараме решение, да преиспитаме дали ние ќе му слугуваме на нечестивото, на темното, или ќе го пробудиме духот, насочувајќи се кон светлината. Во тој поглед треба и да размислиме за следниве постулати. Дали е дојдено времето кога духовно воздигнатите, самосвесните, честите и етички изградените поединци се непрепознаени и неприфатливи за заедницата, бидејќи на така наречениот естаблишмент му се потребни потронски ориентираните, подобните и помалку паметните. Зошто тие се поедноставни за моделирање, контролирање и манипулирање? Определбите по секоја цена да се одржува моќта, константно да се биде носител на видна општествена функција, обсесивно да се акумулираат што повеќе материјални добра и да не се бира начин за да се стане славен и популарен, многу лесно може да го однесат таквиот поединец кон внатрешниот немир, стравот и несигурноста во животот. Неретко, колку мина и да се држат до некои правични аспекти, до моралот, до вредноста и до придонесот за општото добро, тие можат воедно и да бидат загрозени од нечестивите, оние кои што едноставно сакаат да ловат во матното, кои наметнуваат лажни вредности.
Но решение постои и ние тоа решение мора да го бараме, а тоа е насочено кон мирот кон себе си, кон едукацијата, кон духовните вредности, кон пробудувањето на свеста, кон препознавањето на вистинските вредности. Затоа да видиме што се друго имам напишано во книгата Излез од криза под насловот Извртени вредности. Негативните и неморални постапки не гарантираат мирен и хармонизиран живот, бидејќи никогаш не се знае кога ѓаволот ќе тргне по своето. Фолклорната мудрост тоа го искажала низ поговорките. Ѓаволот ни ора ни копа, односно, не го бара ѓаволот човекот, туку човекот сам си оди кај ѓаволот. Во тој контекст ќе наведеме и поговорката запишана од нашиот најголем собирач на народни умотворби Марко Цепенков. На лошио добрина кој праит, на ѓаволот кандило му палит. Останува сите ние да размислиме. Дали се исплатува со лошиот ѓаволот тикви да садиме, или треба својот пат да си го фатиме? Преднагласеното его, мегаломанијата, несогледувањето на соседите слабости и претерувањето во барањата секогаш да се обстојува на врвот се показатели дека се работи за личност која има сериозни проблеми со самовредноста и реалниот пристап кон нештата. Што значи животната филозофија? Да имам што повеќе, да стигнам што побрзо, да се искачам што повисоко. Докаде е поставена границата на можностите и на максимата, што повеќе? Секој разумен човек е свесен дека се си има свој почеток и свој крај. Алберт Ајнштајн сметал дека само две работи се бесконечни: Вселената и човековата глупост. За првата не бил најсигурен дека е бесконечна, но знаете, глупоста на човекот може да биде тотално бесконечна. Некои поединци со својата порочност, самобендисаност, неукост и подложност на сребролюбието само ја потврдуваат размислата на Ајнштајн дека глупоста или наивноста не познаваат граници. Кога постојано сме водени од потребата да постигнеме што повеќе и повеќе, а при тоа го запоставуваме мирот, ги нарушуваме хармонијата, животниот баланс и опуштеноста, тогаш ништо корисно нема да постигнеме. Постојаното трчање кон моќта, парите, славата, страстите и телесните задоволства, без при тоа да застанеме да ги почувствуваме и другите радости и убавини на животот, неизбежно ќе не оддалечи од патот што води кон мирот и хармонијата. Суштината на животот не се наоѓа во грчевото одржување на врвот, туку уживањето кое го доживуваме при искачувањето кон врвот. Законитоста на животот се одвива според следниот принцип. Тоа што е горе треба да се подготви за спуштање долу, а тоа што е долу треба да почне да се качува горе. Искачувањето кон вредностите започнува со акумулирање што повеќе знаење, постигнување мир со себе, ослободување од чувството на вина, духовно промислување и етичко действување. Што треба да направиме за да се спасиме од наездите на негативните вибрации? Како да го постигнеме мирот? Како да придонесеме за самите себе си? Како да го отвориме патот за блиските? Како да создадеме предуслови за едно напредно колективно живење? Во тој поглед ќе ги додадам и овие размисли. Прво што треба да направиме е да акумулираме знаење, а потоа да го актуализираме тоа знаење. Акумулацијата на знаењето понекогаш бара мирување и тихување, односно подготвување на теренот за остварување на целта. Современиот начин на живење создаде општо чувство на несигурност, стрес и подложност на лажните вредности. Зависноста од политичките одлуки на водачите, економската експлоатираност и подјарменост оддалечија човекот од мирот со себе и му предизвикаа преокупација со здравието, парите, телесните страсти и работата. Наместо да ја бараат смислата во повисоките основи на животот, многумина станаа жртви на телесното и на ниските вибрации. Стравото соочување со болести, немаштија, здодевност, осаменост и безработица наметна општа трка за обезбедување екзистенцијална сигурност, стабилност и материјална реализираност. Индиферентниот однос кон моралот и етиката, штитењето или релативизирањето на злото, одоброволувањето на лошите одлуки и немањето свест за напредокот на заедницата се само дел од состојбите кои сериозно го загрозуваат на трешниот мир на поединецот, соочувајќи го со дисхармоничната перспектива и немирот во душата. Излезот треба да го побараме во посветеноста на самите себе си, во подигнувањето на свеста,
во независноста на духот и во дистанцирањето од лицата кои постојано критикуваат, притискаат и негативно действуваат. А всушност, што ни е на сите нам потребно? Неопходен ни е слободен дух, посветеност на собствените вредности, хармонија. И да размислуваме дека неретко не мора да трчаме и по секоја цена се да постигнеме, затоа што одморот и внатрешната хармонија неретко и знаат стимулативно да влијат и да го поттикнат поединецот утре кој ќе дојде вистинскиот момент да действува и да оствари високи резултати. Значи, негувајте се себе си, вложете во душата, преиспитете во какви општествени услови живеете. Не зависете од оние негативци кои што едноставно се учени само да разграбуваат, да манипулираат, да крадат туѓа енергија, да едноставно се осведочат со ниските вибрации. Значи, посветете се на самите себе си. Во тој поглед и овој текст ќе го завршам со следните препораки. Значи, одредени поединци, свртени кон потребата за што повеќе, што побрзо и што повисоко, ја губат главната смисла на живот. Дали стресот, дали потребите на телото, его борбите, желбата за наметување врз другите и разните надворешни влијанија може таквите поединци да ги оддалечат од мирот и хармонијата. Секако дека можат. Затоа мора да се внимава првично со каква духовна храна се храниме. Второ, дали сме подложени на културолошка загавеност. Трето, дали инвестираме во личниот развој, се себе надградуваме. Четврто, колку го градиме достоинството, чувството на вредност и верност на должноста. Пето, дали при тоа создаваме предуслови за духовен надпревар или за духовна надградба и се осведочуваме со позитивните вибрации. Значи, секој треба да си ги постави овие прашања и секој треба да знае дека фрустрацијата, критичката ориентираност, напнатоста произлегува од личното чувство на незадоволство. Нестајќи незадоволен поединец дефинитивно не може да придонесе ниту за себе си, ниту за своето семејство, ниту за пошироката заедница. Значи, нашата енергија може да биде сериозно дисхармонизирана. А бидејќи е дисхармонизирана, многу тешко оспоруваме сродна, искрена и позитивна поврзаност со другите. Решението е во следното. Треба да го вратиме позитивниот дух, да ги препознаеме вредностите и да се дистанцираме од негативностите. Значи, само позитивно мислење, овој свет ден, посвета на Свет Илија, треба да ни помогне, треба да не поттикне и како поединци, и како колектив, да ги препознаеме духовните ресурси, да ги искористиме личните квалитети и да се насочиме кон светлосното, бидејќи човекот што тргнал кон светлосното, тој ќе го доживее, ќе го препознае, ќе го почувствува светлосното. Среќни празници, само убавина да ве следи и со позитивна енергија да се слушнеме во некој наредно видео. Благодарам.